Как ќе солиш, так ќе сркаш. Родиме со касмет, та фрлиме на пониште. Брат, брата не ранит, тешко кој го нема. Крушата од круша падинат. Бели пари за црни дни. «165 години од излегувањето печат на зборникот на браќата Миладиновци». Токму на оваа тема разговараме со директорката на Градската библиотека браќа Миладиновци. Директорке, ова книга несомнено е културно наследство, дел од нашиот мозаик, од идентитет. Зошто всушност е важна? Зборникот на браќата Миладиновци е многу важен од тоа што сочинува збирштина од народното творештво. Значи, они не ја собирале само животните приказни, собирале меморијата, гласот на народот во времето кога многу било важен националниот идентитет, кој се пренесувал само преку пишаниот збор. Тие како основачи, како темелот на македонската културна историја ни даваат можност денеска да научиме нешто повеќе за историјата, а воедно го поставуваат и темелот на македонската литература. Поле Енаковиќ во своите пишувања има забележено токму за овој зборник кој го објаснил како темел на нашата македонштина. Колку ова може да придонесе, да продолжиме понатаму да го негуваме, а да не го заборавиме кога ги имаме во нашите мисли новите генерации, конкретно Gen Z генерациите, зашто треба да бидат запознаени. Во ова време на дигитална комуникација, наша мисија е што повеќе да читаме, да го разгледуваме пишаниот збор и воедно да им ги приближиме вистинските вредности на младите генерации. Што значи, ако повеќе читаме, ако повеќе ја бараме книгата во хартија, нормално може и дигиталните верзии кои преку дигиталната библиотека го имаме зборникот скенирано во дигитална верзија. Важно е книгата, бидејќи книгата се чита, се прераскажува и така се пренесува. Што значи ваквите големи дела, како што е зборникот, ако не ги читаме, ако не ги чуваме и пренесуваме, нема да останат вечни и вака големи. Во мене држаме една верзија на тој зборник, а можем да забележам дека имате многу реизданија. Тоа значи дека библиотеката посветува огромно внимание на ова културно наследство. Нас ни е чест и гордост што го носим името на браќата Миладиновци и преку тоа, преку нивна промоција на книгата, на пишаниот збор, ја носиме мисијата да може што повеќе да се учи и чита, а на тој начин и библиотеката да остане жив културен центар, кој како таков многу е поблизок до младите генерации и многу полесно е да се приближат кон пишаниот збор. Има една спецификација која што е врзана низ историскиот процес на овој зборник. Неизбежно е да го споменеме, тоа е оној политички момент кој што се пробува на некако да се даде некоја нота која што ќе го оспори. Бидејќи има неколку над 60 песни, ако не се лажам, кои што се на бугарски јазик и тука некаде и самиот писател претходно го напомена дека не треба да се изостави тоа, меѓутоа дека сепак ова е дело кое што поврзува многу генерации наназад, бидејќи го оспоруваат насловот. Едни сметаат дека токму овој зборникот на браќата на Миладиновци, другите дека е бугарски народни песни. Видете, не можеме да оспориме времето во кое било кога се печатал. Територијата на која била Македонија и ситуацијата во која се наоѓал народот и можностите кои ги имале за да можат да промовираат еден ваков зборник. Како што кажав, творештвото на сите она збирштина на човекови приказни, гласот на народот и нивните чувства, душата на народот, особено на ова поднебје, е запишан во оваа книга. Браќата Миладиновци кога ги собирале, не ги делеле луѓето,
А моментот е тоа што како и секогаш доаѓа на крај финансиските средства кога треба нели да се испечати зборникот. Таа е ситуацијата која во моментот која била нели во Хрватска за да се печати, условот било само да биде пишано на дека се бугарски народни песни. Да, тоа е забележано и во многу наши творци и дејци. Меѓутоа, од денешен аспект, од тоа што можев да забележам, не присуствуваа личности кои што требало да присуствува за да дадат значење на еден ваков настан. Видов само амбасадори, не знам од која држава беше. Од Кина беше амбасадорката, да. Колку тоа зборува за нас? Гледайте, поканети беа, ние сме под градот, така да беа од град Скопје поканети, од Министерство за култура. Од собрание имавме присутни. Исто така поканивме и млади генерации, како што видовте, за да може да се доближи зборникот, за да им објасниме, за да ги чујат тие македонски народни поговорки, гатанките да ги чујат, да видат дека не е тоа од баба дедо само дома што се зборувало, него и тоа е останато и запишано. И дека тие меѓу себе, ако нели зборуваат, го пренесуваат тоа, можеби некојаш повторно ќе го запише и тоа ќе остане за идните генерации. Еве, за таа помлада генерација за која што зборуваме, еден повик до нив нека биде ова. Претпоставам дека библиотеката е отворена било кое време, особено за младите кои што се заинтересирани, може ли да дојдат било кое време да побараат зборникот, да го отварат, да го разгледаат, да прочитаат, да се советуваат со вас? Така, како што секаде кажувам, се трудиме библиотеката да остане жив културен центар, да, како бидејќи сме отворени, може секој да дојде, да изнајми книгата, по новите верзии кои нели можат да ги изнајмуваат, старите верзии ги чуваме само за изложби за да може да се гледа. Може да дојдат да се отвори исто спомен собата да ја разгледаат, која е автентична според домот на браќата Миладиновци. Да го осетат тој дух од минатото и да им се објасни ако сакаат нешто повеќе, за да научат нешто повеќе. Така. Се надам дека ќе допре ова мисла до нив. Еве, сосема за крај би ве прашал, бидејќи имам претходно дојде на библиотекава, вие сте ризница на некој начин на она што навистина го имате зачувано секој пишан печатен збор. Вака, ние бидејќи сме јавна установа, кај нас книгите се изнајмуваат, имаме можностите се тие кога ќе ги купиме книгите за да може нели граѓаните да изнајмуваат. Имаме дигитализирано доста книги, тука имаме со авторските права малце со тоа што по старите книги кои се 45 години постари, 75 поправа беше, 75 години и постари може да се скенираат, но секогаш треба согласност од авторот. Исто така имаме многу, може да се пофалиме и стари изданија, значи многу стари ретки книги кои ги промовираме за да може нели обичниот граѓанин, сите тие љубители на книгата да научат дека не сме само библиотека што можеш да дојдеш и да изнајмиш, дека може да дојдат да разгледаат старите книги, да ги видат, ете да чујат нешто повеќе за браќата Миладиновци, да ги прошетаме тука. Може да дојдат кога ќе имаме читање поезија или некои други работилници, бидејќи работиме многу со младите. Може да се пофалам дека секоја година имаме, секој месец, работилници со младите генерации, читање, презентација, промовирање на некоја книга со анимирање на истата книга, за да може полесно и подостапно да е до нив, за да го приметат тоа интересното, за да може да дојдат утре да побараат и друга книга, за да научат нешто ново. Директор, ќе сосема за крај, сигурно не сум ве прашал многу работи, кои што треба да ве прашам, меѓутоа оставам на вас на порака која што сакате да испратите до сите нас, без разлика на возраст. Сакам најпрво да изразам благодарност до вработените во библиотеката, нашите соработници
и поддржувачи кои придонесуваат кон зачувување и афирмација на македонското културно наследство. Ова одбележување овој настан, но и самото доаѓање во библиотеката да биде потсетник дека големите дела живеат онолку долго колку што ние ги чуваме, читаме, прераскажуваме и ги пренесуваме понатаму до помладите генерации. Во ова време, во ова брзо време, кога дигиталната комуникација е многу важна, гледаме библиотеката да остане жив културен центар, каде минатото разговара со иднината, а традицијата добива многу поинакво значење. Благодарам. На пат далечни ја ќе се стегнам и в други страни ќе си побегнам. Каде сонцето светло угревјат, каде небото звезди посевјат. Овде е мрачно и мрак ме обвива. И темна мъгла земја покрива. Мразои и снегои и пепелници, силни ветришча и виулици, околу мъгли и мразои земни, а в гради студои и мисли темни. Не, ја не можам овде да седам. Не, ја не можам мразој да гледам. Дајте ми крилја ја да си метнам и в наши страни да си прелетнам. На наши места ја да си идам, да видам Охрид, Струга да видам. Тамо зората греи душата и сонце светло зајдвит в гората. Тамо дарбите природна сила со сета раскош ги растурила. Бистро езеро гледаш белеит или од ветер сино темнеит. Поле погледниш или планина, сегде Божева е хубавина. Тамо по срце в кавал да свирам, сонце да зајдвит, ја да умирам. На овој свечен ден за нас, мојот текст се вика "Живиот глас на македонците". Со поднаслов "Минатото не е конструкција на умот и силата", како што многу ми не сакаат тоа да не го наметнат, минатото е животот на кој ја должиме сегашност. Во живиот музеј на македонските гордости, секогаш со златни букви ќе биде забележан датумот 24 јуни 1861 година. Тоа е нашиот вечен празник, денот кога во Загреб излезе од печат зборникот на народни песни од браќата Димитрија и Константин Миладиновци. Тоа е голем придонес за зачувување на нашето македонско и еден мал дел од соседното бугарско фолклорно наследство. Излегувањето на ова капитално дело е возможено благодарение на несебичното залагање и материјалната помош на хрватскиот мецена бискупот Јосип Јурај Штросмајер. Излегувањето на зборникот предизвикало големо внимание во тогашните славистички центри на јужнословенските народи. Зборникот е обемен фолклорен материјал, собиран на македонски терен и дел од бугарските источни територии. Тој содржи 660 песни, од кои само 76 се бугарски. Македонските се собирани од Струга, Охрид, Прилеп, Велес, Кукуш, Дојран и Костур, а бугарските од Софија и Панаѓуриште. Станува збор за огромен стиховен материјал од 23.000 стихови.
и тие тематски се поделени на самовилски, други стари, црковни, јуначки, овчарски, ајдучки, жаловни, смешни, љубовни, свадбени и жетварски песни. Со посебни прилози се застапени објаснувањата на игрите, обичаите, верованијата и на крајот се поместени регистар на машки и женски имења и речникот 500 зборови. Генезата на издигувањето на зборникот како најзначајна книга на македонската природба е исполнета со турбуленции. Таа започнува и се случува во географско-политичката тријада Македонија, Москва, Загреб. Песните воглавном се собира од Димитрија и му ги испраќал на Константин кој бил во Русија, каде работел на терен да обезбеди можности и перспективи. Зборникот да биде отпечатен во Москва како зборник на македонски народни песни. Во тој период Константин имал многу средби со истакнати слависти од Русија, кои биле воодушевени од материјалот, но и покрај сите негови заложби да се испечати зборникот во Москва, до тоа не дошло, бидејќи постоеле многу обстојателства кои биле против тоа. Тие обстојателства, значи, случување настани, останале актуелни за жал и до ден денес. Па така Константин се решава печатењето на зборникот да го направи во Загреб. По неколку консултации тој заминува во Хрватска и таму повторно се сретнува со бискупот Јосип Јурај Штросмајер. Нивната прва средба била претходно во Виена, каде што начално е договорено бискупот Штросмајер да го подржи печатењето на зборникот. Неговата препорака била Константин да направи транскрипција на зборникот и од него да се исфрлат текстовите напишани на грчки алфавет а зборникот да се испечати со словенска кирилица. Тоа Константин го прави во Џаково и по завршената работа зборникот е предаден за печатење. Во контекст на ова интересно е и кажувањето на Марко Цепенков, кој во својата автобиографија го пренесува следниот разговор на Димитрија со таткото на Цепенков Коста. Тој вели: "Слушај, маму, Кир Коста, Лели ме праша за ошто избирам овие работи. Овие песни и други детински работи што избирам, ќе печалам да и типосам, за да останат да се пеат некогаш, кога ќе нема ваквие работи, чуки оние проклети грци ќе не погрчат и друго чаре не бидуе." По завршувањето на сите технички подготовки, зборникот излегува од печат. Тој го носи следниот наслов: "Български народни песни, собрани од братија Миладиновци и Константин, од братјата Миладиновци и Константин, и издадени од Константин во Загреб во книгопечатницата на А. Јакич." За овој преседан, како дошло до тоа збирката на македонските народни песни и умотворби да и се даде наслов која не одговара на содржината, досега многу покомпетентно и посодржински пишувале истакнати македонски авторитети како Кирил Пенушлиски, Харалампије Поленаковиќ, Димитар Митрев, Гане Тодоровски, Тодор Димитровски, Александар Спасов, Марко Китевски и други. Тие компетентно ја објаснуваат последната фаза од генезата на зборникот и може да се каже дека главен именител за преименувањето на зборникот, кој во Москва требало да излезе како зборник на македонски народни песни, се веќе споменатите обстојателства кои никогаш не мирувале. Според дел од овие искажувања, менувањето на името
на зборникот најверојатно дошло по барање од кабинетот на Штросмаер, најверојатно и од него лично, за да не дојде до забуна со термините антички македонци, како потомци на Александар Македонски, и словенското население македонци кое живеело на територијата која некоја време била во склопот на бугарската држава. Но, без разлика на се и на сите обстојателства, зборникот на Миладиновци е факт кој сведочи за постоењето и развојот на еден народ и неговиот јазик кој успеал да обстане како жив дух и покрај силните погроми, пропаганди и притисоци од тогашните соседни држави. Во тој контекст треба да се заборави на феноменот на првенството, бидејќи тој за некого може да биде прогрес, а за некого назадување.